Во присуство на голем број граѓани од Пехчево, Берово и неколку соседни градови, денес во Пехчевската џамија Бейтулахат од страна на Ахмадија муслиманската заедница беше организиран отворен ден и новогодишен пречек. Настанот беше поделен на два дела, формален и неформален. На формалниот дел присутните граѓани, кои поголем дел беа од христијанска вероисповед, имаа можност да се запознаат со исламските учења за функционалноста на Ахмади муслиманите, како и за пораките за мир и соживот, кои се главните темели на оваа миролюбива вера. Имамот и гостин од Словенија, Талха Ахмад, истакна дека целта на оваа средба е да не се гледаат разликите, туку да се увидат сличностите, бидејќи муслиманите и христијаните имаат многу сличности со кои се поврзуваат. Данес имамо прием за Нова година. Ми смо тоа организирали за наше гостие, наше комшije в Пехчево. И цел е за ова прием е да направимо, да не гледамо на разлика, ама да гледамо на наше сличности. Јер ми као муслимани и христијани имамо више сличности као разлike. И тоа е битно. И исто тако треба да направимо мостови за поштовање и за толеранца. Наместо да ми направимо разлика, то со муслимани, то со роми, то со христијани, тако не е уредо. Ја мислим да преко овој програм може да направимо мост, као конекција, као однос со други луѓи. Тоа е цел за наш програм, да имамо добар и поштован однос со сите. Ми смо отворени да ми сакамо да направиме нешто тако интересантно или нешто као програм за муслимани, за христијани или за други луѓи. Значи, мислим да е битно. По себе у една држава где имамо толико негативна информација о ислам, мислим да е битно да имамо програм за диалог, за изобразование. И затоа ми организирамо такви програми и ако е добро, онда сигурно треба да повторно да организирамо. Ја мислим да данес беше добро, многу луѓе беше ту и мислим да тој е добар знак за интереса, да они имаат интерес. На денешната програма членови на Ахмадија заедницата од Пехчево на присутните гости им представија краток историјат за почетоците на делување на Ахмади џемаатот, суштината на самиот збор ислам, кој значи мир, и основните темели на исламската вера, за покорноста кон возвишениот Бог и пораките за мир на сите луѓе во светот, со што присутните со задоволство го проследија настанот и го поздравија ваквиот начин на заеднички средби. Денешниот настан беше прекрасен, имавме прекрасна дружба, како од луѓе од Малешевијата, така и од околината од Кочани. Се тоа што го слушнавме, што го научивме, се беше во ред, беше многу убаво и би сакала тие дружби да се продолжат и понатаму, таа соработка и да се мисли се повеќе и повеќе на овој народ, на ова население и да продолжи човештината и мирот меѓу луѓето. Можам да кажам дека многу сум изненадена од убаво по убаво. Дружба, гостопримство и бев и во Германија и таму беше прекрасно и паролата беше љубов секому, омраза никому. Тоа е дружење, не од завистост која вера си и на што припадаш. Важно срцето да ти е човечко, да сакаш и почитуваш друг човек и да му помогнеш кога е најтребно. Треба ли ваквите средби да продолжат во Македонија, тука во Берово и Пехчево? Да, треба. Секаде треба. Оти децата денеска со тие мобилни не знаат ништо веќе, ни да игра, ни да се поштува, ништо. И ние сме од Пехчево, тука живееме, спечатоци се многу добри, нема што да кажеме, од убаво по убаво, само дружење. Во вториот, неформален дел од програмата, сите присутни беа на заедничка дружба со малешевска храна, додека голем интерес побуди пишувањето на собствените имења на граѓаните на арапски и пакистански јазик. За дечињата пак кои беа присутни во џамијата, беше организирана програма за боење и цртање, како и играње на пинг-понг. Инаку, Ахмадија заедницата скоро 3 децении делува во Малешевијата и Македонија. Почетоците на оваа муслиманска вера се токму во Берово, а сите активности и хуманитарни акции кои Ахмади муслиманите ги спроведуваат во овој дел и пошироко во Македонија,
Добро им се познати на малешевци, за кои ваквиот начин на действување и соживот е високо на пиедесталот за нив.